Полжавите се деликатес кој од секогаш бил баран на европскиот пазар. Во Македонија пред 10 години постоеше голема заинтересираност за одледување полжави, но еве после 10 години останаа само неколку фарми. Во ова издание на Луѓе и места ве водиме во битолското село Кукуречани, за да ве запознаеме со најупорниот одледувач на полжави кај нас. Пеце Чешитовски, по професија рентгенски техничар, но веќе 10 години интензивно се занимава со одледување полжави, проширувајќи ја од година во година својата фарма и усовршувајќи го начинот на производство. Сега е период кога неговата фарма е спремна да ги прими новите жители, кои после 6 до 7 месеци хранење, односно товење, завршуваат на европските трпези. Потребата од дополнителен приход во неговиот семеен буџет било пресудно Пеце да започне со одледување на полжави. Имаше едно предавање за одледување на полжави, беа дојдени од Италија, од Алименти Натурали, од Кераско. И нешто мора да се работи во животот, па затоа се одлучив за одгледување на полжави. Полжавите беа нешто што го нема кај нас. Тоа беше нова работа и баш беше интересна, е жива стока. Некоја нова работа, нешто сакавме да видиме како ќе изгледа, да почнеме и во Македонија да го работиме истото што и во Италија. Климатските услови не се баш најпогодни за таа работа, ама пошто овде може да се импровизира, затоа се одлучив за полжавите. Пред 10 години многу луѓе започнале да одледуваат полжави. За разлика од тогаш, денес во Македонија постојат само неколку фарми. Пеце е еден од најпосветените и најупорните. Се нафатија доста луѓе да одгледуваат полжави, имаше околу 40 на фарми во Македонија што работеа со полжави, останавме најупорен бев јас, другите не постојат. Има некои нови што ќе се нафатат, сакат да работат, му изгледа малку лесно, ама не е така работата, ова е комплицирана работа, да речем, со полжавите. Останавме ние и Велес има една фирма исто што работи со полжави. За да се работи со полжавите е малце комплицирана работа, да речем, према земјоделието, према житото, према пченката, то го знаеме, крави ово она, не може да биде истото со полжавите. Марифетите е многу тешко, за да се дојде до нешто да се одгледува, пример, ново кај нас нема кај да прашаш. Претежно се консултиравме со странски фирми, претежно од Италија, добивавме литература, читаме на интернет, од искуството ги пратиме полжавите, седам цело време над нив и ги пратам шо барат. Само со тоа, иначе не може нигде никој ништо да ти кажи кај нас во Македонија за одгледување на полжави. Постојат некои српски литератури од стари технологии, само не вредат. Исто така не вреди системо италијански, пример. Се одгледува, литературата кажува за во Сицилија. Сицилија кој ќе е 40 степени или 30, кај нас има снег до колена, пример, особено во Битолскиот крај. Не можеш да се базираш на нивното, затоа мораш сам да бараш, цело време да истражуваш, да испитваш, што можеш да дојдеш некој идеја да дојдеш до полжави да одгледаш. Италијанските експерти кои ги обучувале нашите идни фармери за полжави ги учеле да одледуваат полжави на начин на кој се одледуваат во Италија. Со овој начин на одледување започнал и Пеце. Кога слушав предавањето од италијаните, не бев сигурен дали е можно да се направи таква фарма, да полжавите ќе се плодат во фармата, па ќе растат, па ќе се хранат и такви работи. И затоа пробав, ми беше страв да почнем со овие се иначе медитерански полжави, Helix aspersa моментално работиме, Максима. Првата фарма ја направив импровизирачки, за да пробам, да видам дали ќе е можно тоа што го кажуват луѓето. Испадна дека до негде може да се направи фарма со полжави и од тогаш почнавме упорно да работиме, еве стигнавме до тука сега да имаме сега донесено најновата француска технологија. Почнав од 2000 квадрати на стартот, па се со ширење 5, сега сум на 10.000 квадрати. Прошлата година имав 2 хектари фарма, ама работев тогаш со друга технологија. Сега дојсов нова француска технологија, што бара помала површина за повеќе производство да се направи. Искуството, но и интересот да го усовршува одледувањето на полжави со цел поголем и поквалитетен род го натерале од неодамна да примени нов начин на одледување. Со ова новата француска технологија е добро што имаме преглед на фармата. На 2 хектари фарма, пример, еден човек не е способен само да ги изоди пешки. Леите, да ги нарани, да ги контролира полжаите, да види што се случува во кој дел на фармата, 2 хектари е голема површина. Произведвавме на
еден квадрат негде 2 до 2,5 кила максимум. Сега на еден квадрат можеме да произведиме 6 и 7 кила полжави. Значи имаме мала површина, имаме голема контрола, затоа имаме па дрва, штици, посебни други услови барат овие француската технологија. Сега сме во припрема на фармата. До мај негде припремаме фарма, после во мај ги пуштаме малечки полжавчина, па берба правиме негде дури крајот на октомври. Средината на октомври тука негде, во зависност од климатските услови. Не можеме да диктираме ништо, се зависи од надворешните услови. Треба да му се посвети доста внимание, да има влага, да има сенка, да бидат заштитени, тогаш може да се одгледува и со доста труд и работа. За да се сработи ова, сега е малце потешко од другата технологија. Другата технологија беше отворена површина, пример, и немаше проблем. Се градеа леи со висина од 1 метар и немаше проблем, побрзо одеше. Ова сега е комплицирано малце, што сака да биде покриено горе. Ова е заштита од птиците. Најголем непријател на малите полжавчина и воопшто и на големите се птиците, чавките, гугучките, врапчината. Денес целото негово семејство е посветено на полжавите, но признава дека не се доволни само тие. Затоа се тука пријателите, кои несебично помагаат. Ова е фамилиарен бизнис, работиме јас, син ми, жена ми, ќерка ми моментално сега не е тука. Иначе со пријатели, со роднини, некои што ми помагаат тука, важно за да се спреми една ваква фарма, барем 2 месеци од нојк до нојк работа, да се искојат штичина, па да се направат палети, па да се клае лим, па да се постави систем за наводнување, па да се избуши бунар, да биде се комплет за да полжавите можат да се изора, да се искултивира, да се посее, па вакво семе, па такво семе, па зелки, па овона, додатни ниви за што треба за прихрана на полжавите. Па скоро еден месец дена, едно 5-6 луѓе некако не застануваме да се направи. Полжавчината кои ќе се пуштат прво, ги раниме со концентрат. Тоа е специјален концентрат за полжави. Претежно од искуството моје, јас му ги додавам тие витамини, минерали, барат доста витамини и минерали полжавите за да може да прават воедно. Не може да му дадете протеини, па да направат само месо, а да немат куќарка. Или па да направат куќарка, па да немат месо. Затоа та храната е малце комплицирана работа. Со текот на времето во период од едно 10 години со проучвање имам малце јас избалансирано да кажам, за да дојди во нашите услови тука. За истото, за да не потрошиме, да заштедиме малце на концентрато, бидејќи концентрато со доста витамини иди скапо кај нас. Ние немаме такви услови да плаќаме концентрат од пример 50-60 денари за полжави. Зато користиме доста зеленило. То можеме да го направиме. Садиме луцерка, садиме моркови, садиме зелка, блитва. Нема нешто полжаво што не јади. Компири, тикви, лубенци, дињи, се што постои како отпад, сончоглед, се како отпад што постои во полето што ќе остани на крајот, ние можеме да му дајме на полжавите. Хранењето на полжавите се одвива, може сега со ова технологија преку цел ден. Било во кое време да си слободен, можеш да ги нараниш полжавите, од тие покриено, не можат да дојдат птиците да ги изедат храната, концентрато или било да прат штета. На овие хранилки му солиме концентрат, полжавите се под овие палети, се излегват навечер, му прскаме вода, систем за наводнување, се излегват сјадат. Преку дента ги нема, ќе се повлечат долу, сне цел ден мирни. Општо познат податок за полжавите е дека тие сакаат влажно тло. Во ваквите фарми вештачки се создаваат идеални влажни услови за нив. Еден полжав во природата расти за 36 месеци. Ако и ние, пример, еден полжав го растиме 36 месеци, тогаш не се исплати економски да работиме. Ние полжав го стимулираме со тоа што имаме вештачки дожд, обезбедено, со пумпи, со прскачи, и му правиме секоја вечер вештачки дожд. Вештачкиот дожд ги активира влагата да бидат активни полжавите и да јадат. Значи, ние интензивно товиме полжави. Еден од најпознатите што има посетено фармата во Кукуречани е Джованија Вањина. Единствениот стручњак на европско ниво за полжави од Кераско од Италија. Дојде на фармата тука и сакаше да види, јас имав направено со дивите полжави, една експериментална фарма. И човекот сега заинтересиран за полжави, тоа му е професија, и ми кажува дека грешам. А јас упорен ги имав посматрано полжавите многу.
научив и нешто, да речам, со по нашиот. И имаме ние менталитет поќе да чепкаме во некои работи за да видиме што се случува, како се случува. Дојде тој ми вика, овие положајте, немавне ние дупли мрежи, немавне вакви лимени огради, немавне никакви заштити, обична една мрежа заградени полжавите. И ми вика, овие полжавите сега ќе ти избегат. Не, му викам јас, ќе му пуштиме вода таму, по водата ќе се вратат назад. И тој почна да се смее, немек му е смешно. Ако врни ми вели сегде дош, тогаш сегде ќе има влага, значи полжавите сите ќе заминат. Не му велам уште еднаш. И човек вака остана се чуди, како ми вели нема да избегат полжавите, сегде ќе има вода, ми вели влага ќе биде. Не му велам, тогаш јас сум цело време тука, батеријата е до мене и цело време ги враќам назад, вртам круг на фармата. Падна човекот тука, не можеше да стане од смеење. Со годините поминати во одведување полжави, тие започнале и сами да ги размножуваат, односно да се обезбедуваат приплод за наредната сезона. Многу е битно, кај нас пример, овие горештини, овие неколку сезони со овие пробиени озонски дупки, имаме доста штета, мора да работиме 3 пати поќе од што работевме пред на почетокот со полжавите за да дојдеме до некој резултат. Многу имаме проблеми, да речем, со таа работа, иначе технологијата што работиме е одлична, на мала површина, имаме голема контрола на полжавите, не е проблем. Имаме производство, капацитети, да речем, работиме добро, ама стално зависиме од надворешните услови. Полжавите произведени во кукуречени најчесто завршуваат на трпезите во Италија и Франција. Пласманот го обезбедуваат самите, бидејќи кај нас речи се и да нема заинтересирани. Немаме во Македонија пласман за овие сорта на полжави. Сами се снаоѓаме и не можеме никогаш унапред да направиме договор со странски фирми. Пример, бараме на интернет ние пласман, ама никогаш унапред, оти не знаеме колку ќе произведиме. Никогаш не можеме да се врзиме ние со еден италијанец, француз или било која фирма и да му кажеме дека ќе ти донесеме 20 тона полжи. Ако му потпишеме договор од 20 тона полжи на италијанецот, а не исполниме условите, тогаш ние ќе треба уште 100 години да работиме за него. Со тоа што од кога ќе собериме полжави, ќе видиме колку имаме, тогаш бараме пласман. До сега не сни останале да бидиме без пласман, не е проблем да речем, се бара полжаво, има побарувачка од полжав, варира цената, може да биде вариабилна. Оти не чекат, ја знаат дека живееме во Македонија прво, знаат какви услови имаме во Македонија и стално не уценват. Ако треба да биде пример во Франција 4 евра или 3 евра, ние ќе ни го плаќа 2 евра. Тие се ствар на договор, да речем, не сни останале да бидиме без пласман, ама шом државата не гарантира откуп, а бараме самите, тоа е поголем проблем. Од Битолско ја одјавуваме оваа луѓе и места. Ја најавуваме стедната за точно 7 дена, кај некои други луѓе на некое друго место.